За христијанските верници, денешниот ден не е обична сабота, туку е велика сабота. Тоа е денот помеѓу смртта и воскресението, кога се спојуваат распнувањето и радоста и денот на исчекување, пред Христовото воскресение. Вечерва се оди во црква на литургија. Верниците ја обиколуваат црквата 3 пати. Секој носи црвено јајце и точно на полноќ камбаните ќе чукнат за прв пат, означувајќи го воскресението на Исус. Па верниците се кршат со бојадисаните јајца и се омрсуваат. И воскресението е крона на нашата вера. Воскресението е суштината на нашата вера, затоа што сето она што било проповедувано во Стариот Завет се исполнува со животот и страданието на нашиот Господ Исус Христос. Немало друг начин како да се спаси човештвото, како да се обожи без второто лице од Света Тројца, Бог Син, да стане човек и да пострада заради нас, за да може да биде победено злото, да може да биде победена смртта. Свети апостол Павле вели дека напразна ќе беше нашата вера ако Христос не воскреснеше. Воскресението е суштината на нашата вера, победа на злото и со воскресението Христово нема власт смртта над луѓето. Овие денови ќе има служби во сите храмови, во епархијата, во манастирите и се надам дека сите заедно, радосно ќе го дочекаме Христовото воскресение. Христос воскресе, навистина воскресе. Во христијанското учење, Великден е празник на љубовта и мирот кој ја означува победата на животот на смртта и доброто над злото. Бидејќи Христос по распнувањето и неговата смрт воскреснал од мртвите, со што ја докажал моќта на Севишниот Бог. Од вечерва на полноќ се до наредните 3 дена. Христијанските верници по традиција се поздравуваат со Христос воскресе и навистина воскресе.